Среда, 27 март, кратки вести во 12 часот. Изведувачот има рок до 31 декември 2026 година да го заврши автопатот Кичево-Охрид, согласно утврдените законски дополнувања, соопштија од владата. Причина за пролонгирање на рокот за изградбата се 13 нови слечишта што се појавија на трасата како резултат на првичниот несоодветен проект и предвремен почеток на изградбата на оваа делница. Автопатот Кичево-Охрид е најголема инфраструктурна инвестиција со децениска изградба и неодамна се најде највисоко на листата матни настани за месец февруари на барометарот на корупција на Transparency International Македонија. На улицата Илинденска во стариот дел на Охрид, веднаш до ранохристијанската базилика на локалитетот Манчевци, изминатиот период се вршат археолошки истражувања, реагираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Стопирана е градбата на стамбен објект поради откриен уште еден слој на културно наследство. Од иницијативата прашуваат дали овој локалитет целосно ќе се доистражи и соодветно заштити или пак ќе ја доживее судбината на локалитетот неколку куќи погоре кои со хилти и казми беше уништен и покриен со бетон. Охридјанката Александра Ивановска, инженер технолог и научник од Центарот за иновации на Технолошко-металуршкиот факултет во Белград, беше прогласена за најдобра научна соработничка во областа на техничко-технолошките и биотехничките науки во Србија. Незината љубов кон природните науки се развила уште во основно училиште. Ја избрала Србија бидејќи, како што вели, тамошниот образовен систем препознава не само млади таленти, туку и талентирани студенти, научници и истражувачи, односно наградува и извонредни научници. Вели дека би се вратила назад во Македонија ако државата вложи во научните истражувања. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.